Сега почнува сезоната на смрчакот, ама временските услови се непогодни, слабо има многу. Специфична гава е смрчакот, баран доста и цена имаше едно време, сега како се движи? Имаше, али сега со короната што се случи ова, погоди и големите фирми и нас и сите. Ефтини цени, ниски цени. Народот не е задоволен, а ние сме измеѓу народот и големите и нема што да правиме. И сега сме виновни на големите и на народот. Моментално по колку се движи килограм смрчак и дали има заинтересираност на граѓаните на Русиново и Берово? Па, јас одам во цела Малешевија, собирам. Има заинтересирани се народа, кој сака да оди, кој сака да има екзистенција вон работата што му е, значи тоа е плюс Приход. И луѓето одат, собират. Кој што може, како може, собират. Активни се, ама временските услови се лоши и ситуацијата погоди се на количината на работа, пошто минусните температури го уништи мицелиумот и ни дава да влијае. И сега ќе видиме овие денови нешто. Обично има доволно. Обично по дожд да идат после габи. Ако има сонце. Има, не е за влага, али ноќните температури, минусните температури влијаат многу на работата на мицелиумот, го ништат мицелиумот. Па ќе видиме, драги Боже. Ако се задржи сончево време, кога може да се очекува наплив на првите пролетни количини? Па може да има, сега зависи, тоа е природа, не можеме ние да кажеме точно колку ќе има, што ќе има, али смрчак многу количински не може да има тонови или не знам што како, 100 кила, 150 до 200 кила, ако има количини, може дневно да се собира. Потоа што иде сезона на вргање во мај? Па идат сега на Ливадарка, на Ѓурѓевка, после иде Лисичара Врдан во јуни. На есен иде исто така Врдан, па Рујница, има тие се специфичните Црна труба, Овча шепа, Боров Врган. И има што да се работи, али ќе видиме. Ќе видиме што ќе се случи. До сегашното ваше работење на откуп на смрчакот, која е најголемата цена која што стигнала, не мора од оваа? 1500 денари откуп. Килограм. Беше, а сега е 500 денари. Тоа беше пред неколку години. Али тогаш и по западот фирмите работеа, сега и таму фирмите не работат, ресторантите беа затворени. Јас пред 2 недели си дојдов од Швајцарија. И таму не работат ресторантите, а нашите производи претежно се трошат во ресторантите. Тоа има и во маркетите, ама маркетите послабо потрошно имат, во ресторантите највеќе се трошат. Според вас, на што се должи ваквата висока откупна цена на смрчакот? Дали како специфична гава, дали поред нивната примена? Смрчакот е специфична гава, значи секој не ја конзумира неа. Повише, што знам, чим има висока цена, значи специфично е. Имаше едно време дури најава дека се јавува после опожарување, никнува на такви места. Да, тоа е нормално, али сезоната на смрчакот е претежно април и до кај 10 мај, претежно.